Dobar ден, драги гледачи. Добродојдовте во македонската кујна. Денешниот рецепт е зелка со свинско месо. Ова јадење е исто така стар рецепт. Многу го готват нашите луѓе и зелката е многу здрава за јадење. Се е обично есенско јадење, но се јади преку целата година. За да го направам овој рецепт, најпрво ќе земам свинско месо кое ќе го пресечам во големи парчиња, како што гледате. Пресечено е во доста крупни парчиња затоа што се стопува и се намалува во готвењето. И сега, пред да почнам, ќе си го маринирам малце, ќе ставам едно лажиче сол, ќе ставам половина лажиче црн пипер и малку црвена пипер, а исто така ќе ставам и малку масленце. И тоа ми е моето маринирање за месото и вака со рацете. Убаво ќе го измешам, да фати на секаде солта, пиперта, масленцето и како што го гледате вака, ќе го оставам 2 сати да постои така и да омекне. Откако месото ќе постои 2 сати, ќе го запалам шпоретот на силна топлина и ќе ставам едно големо тенџере, зашто многу работи ќе ставаме во ова тенџере. Ќе го ставиме тенџерето убаво да се стопли и ќе ставиме масло да се покрие дното на тенџерето вака. 1/4 чаша. Еве како што гледате, да го подкриеме само дното. Нека треба да се стопли убаво, затоа што првото нешто што ќе го направам е ќе го испржам малку месото, за да фати една кора и да го држи целиот сок вонатре, да не се суши во готвењето. И сега, откако ќе ми се стопли убаво маслото, ќе земам парче по парче, вака малце во брашно ќе го ставам, многу малку, и ќе го ставам, прво да пробам, не е готово. Ќе почекаме уште малце. И вака ќе си ги измачкате со брашно сите парчиња. Ќе си ги ставате на страна вака и па можете да пробате од време на време дали е готово, уште не е готово. И еве сега, мислам дека тоа е добро. Ќе ги редиме парчињата така. Ќе ги оставиме малку да се потпржат на едната страна, а потоа ќе ги завртиме на другата страна само колку да поцрвенат. Не треба многу да се пржат, зашто месото ќе си се готви долго време. На овој начин му ги задржуваме соковите на месото вонатре. Ете така. Ќе го постелиме целото тенџере со месо. И свинското месо е многу вкусно за јадење, како што знаете. Толку. Ќе оставиме малку да се потпржи, да се зацрвени. И потоа ќе почнеме да го превртуваме месото. И ќе ви покажам како изгледа превртено и поцрвенато. Откако ќе се зацрви на другата страна, како што гледате, ова е многу кусо пржење. Е така. Сега си го вадиме испрженото месо тука. Тоа уште му треба уште малку. Ето така. Ќе го извадиме на страна. И во истото тенџере
За ова јадење употребуваме само едно тенџере, не треба да валкате многу. Во истото тенџере ќе почнам да си ги додавам зарзаватите. Еве, како што гледате, целото излезе. Сега морам да додадам малку масленце, затоа што се испи тоа масло. И прво ќе го додадам кромидот во тенџерето. Еве вака. Ќе го оставиме кромидот да ги пушти своите мириси и да омекне малку. Ќе го пржиме околу 5 минути. Ќе намалам малце топлината. Откако ќе се пропржи кромидот, ќе почнам да додавам другите работи. Овдека имам една лута пиперка. Убаво е да се стави една лута пиперка во зелката и една блага пиперка. Можете да ставите, ако сакате, и повеќе пиперки. Тоа нема проблем. И вака ќе ги исечите на поголеми парчиња, не мора да се многу ситни. Ќе ги ставиме назад и ќе ги додадеме на кромидот. Ќе ја пржиме пиперката со кромидот заедно. Уште 5 минути ќе му дадеме да се пржи пиперката и потоа тука како што гледате ја имам исечено зелката во не многу мали парчиња, но не и многу големи. Ете, зелката, ова еден дел ми остана. Прво ќе си го извадите вака кочанот од среде и потоа ќе си ја исечите вака зелката. Може да ги употребиме и тие листа. Вака, на 2 или 3 дела во овој правец и потоа вака ќе ја исечиме во овој правец. И ја имаме готова исечена целата зелка. Откако ќе ни се зготви кромидот и пиперката, малку ќе омекнат, ќе ставиме сол, ќе ставиме црна пипер, малку буковска пипер и ќе ставиме црвена пипер. Црвената пипер секогаш дава лице на јадењето. Еве како што гледате, си се готви полека. Потоа ќе го додадеме месото кое ни е испржено малку во сето тоа. Ќе го измешаме убаво месото со сите други работи и ќе додадеме на месото 2-3 вака големи супени лажици супа или чикен стак. Чикен стак има многу убав вкус на оваа манџа. Не мора многу да додадете, околу 2 чаши ја би додала се на се, затоа што ќе земе доста време да се вари зелката. Сега како што ја гледате вака, ќе го покриете тенџерето и ќе го оставите на многу тивко да вари за цел сат. Треба месото многу убаво да омекни. Откако ќе вари цел сат, ќе си почнете да си ја додавате зелката, на која не треба многу варење, дека зелката е поздрава ако не е преварена. И вака сега ќе се наполни тенџерето со зелка и можете постепено да ја давате малку по малку и да мешате со месото. Откако ќе ја додадете целата зелка, обично јас употребувам 1 кило зелка на 700 грама месо. Откако ќе ја додадеме целата зелка, пак повторно ќе го покриеме тенџерето и ќе ја вариме зелката половина сат со месото. После половина сат ќе додадеме 2 големи домати или 2 патлиџани црвени, зашто патлиџанот многу убав вкус му дава на
зелката, има асид и не дозволува зелката да се распадне премногу, така ја држи убава. Еве тука имам уште еден патлиџан, едниот е веќе исечен, не мора да биде сечен многу ситно, нека се познава доматот во манџата. Еве како што гледате, сега ќе го додадиме доматот. Сега зборуваме кога ќе се извари зелката за половина сат и ќе ја измешаме убаво со месото, ќе му го додадеме доматот. На крајот, пред да е готово, уште едно нешто ќе додадеме, а тоа е Макдонос, кој го употребуваме многу во нашата кујна. И тоа не мора да е многу ситно сечкано. Ќе го додадеме Макдоносот. И ќе си го покриеме да се вари. Се на се ќе се вари оваа манџа 2 сати. 1 сат ќе се вари месото, а потоа уште 1 сат ќе се вари заедно со зелката и со патлиџанот. И сега на крајот ќе ви покажам како изгледа зелката веќе сварена. Еве тука ќе го отворам тенџерето и ќе го ставам тука. И ова не е завршена зелка. Уште 10 минути ќе треба да вари оваа зелка, откако ќе му додадеме малку брашно, помешано со сок од зелката. Откако ми се свари зелката, си извадив малку сок. И сега во овоа тука ќе ставам 2 лажици брашно, тука има. Ќе ставам малку студена вода, за да го измешам брашното со студена вода, за да не се прават грудки. Зашто ако ставите топло, ќе се направат одма грудки. Малку студена вода. Ќе додадеме малку масленце и ќе додадеме црвена пипер. Тоа дава убаво лице. А исто така ќе додадеме од сокот од зелката. Еве вака. И ќе го измешаме убаво брашненцето. Во стари крај обично прават запршка, го пржат брашното со масло, но не сакам да додавам екстра масло. И сега овоа истото нешто, само што не додаваме многу масло и не го пржиме брашното. Сега оваа смеса ќе ја полееме вака на зелката убаво одозгора. Ќе ја измешаме малце. Видите колку убаво изгледа, е убаво сварена. И ќе го вратиме тенџерето назад на шпоретот да повари уште 10 минути. Откако ќе повари уште 10 минути, ќе биде готова манџата. И сега ќе ви покажам како ќе сервираме зелка со свинско месо. Еве, драги гледачи, зелка манџата е готова, како што гледате. Многу убаво изгледа вкусна. И сега во чинијава ќе извадам прво. Еве сега ќе извадиме 2 парчиња месо. Видите што убаво и месото, видите, се топи. Вака можете да го пресечете со лажицата. И ќе си ставиме зелка манџа. И ова, драги гледачи, е многу вкусно јадење. Многу е здраво за јадење. И со едно парче леп, многу ќе го уживате овој рецепт. Многу ви благодарам за вниманието и довидување до следниот пат.